Во невреме на минусни температури по снег, планинари и граѓани маршираа во спомен на жртвите во автобуската несреќа кај Ласкарци. Меморијалниот марш годинава имаше скратена рута, но ја задржа символиката и испрати силна порака. Вакви трагедии никогаш да не се повторат. Маршот, што во сабота навечер го организираа повеќе спортски клубови под покровителство на општината Гостивар, започна од Гостиварската наплатна рампа, а заврши на градскиот плоштад. Граѓаните заслужуваат да ја знаат вистината зошто се случи тоа, се со цел да не се повтори никогаш. Више, затоа и денес сме се собрале сите тука, дел од членовите на семејствата, на починатите од 13 февруари 2019 година, две невладини организации од Гостивар и други луѓе кои што гледаа за сходно, иако е огромно невреме во Гостивар, да пешачиме од Патарината до центарот на градот, кај што се поставени 16 светла. Втора година на граѓанската иницијатива за одбележување на трагичниот настан Ласкарци се приклучи планинарскиот спортски клуб Бистра од Гостивар со активно учество со своји членови и секогаш ќе го поддржуваме ваквиот настан, да не се заборават жртвите, а да не се повтори ваква трагедија. Апелираме секој да се врши својата работа и средствата и шоферите да бидат под некоја поголема контрола, за да не се случуваат вакви немили настани. Ние планинарското друштво Шари втора година учествуваме во маршот што стана во Ласкарце, кај изгубија животите група голема од Гостивар, 16 души млади луѓе. Им препорачувам на сите овие транспортери што ги носат луѓето. Голема одговорност нивна е, луѓето више не се враќаат. Затоа треба пажливо возење, како што е законот ни следува во Република Македонија. Најмладиот учесник во годинешниот меморијален марш Ласкарци 2021 беше 7-годишниот Жарко. Невремето и студот не го исплашија да ги испешачи неколкуте километри заедно со останатите планинари. Како се викаш и колку годинки имаш? Жарко, годинки имам 7. Ти одеше заедно на маршот, беше тешко? Не, Како се чувствуваш сега? добро, Планинариш? да. На градскиот плоштад во Гостивар во спомен на 16-те загинати во несреќата, кон небото беа пуштени 16 црвени балони во вид на срце, а нивниот символичен пат до вечноста беше проследен со светлосни ефекти.